Македонија и Ерменија на градскиот стадион 2:0. Гол како од со ништата постигната страната на Барди, гол на кој сите му се израдувавме. Уште еден гол од страна на Миовски за конечни 2:0 на Македонија, за конечна радост на многобројната македонска публика која што ја сака и поддржува македонската фудбалска репрезентација. Во Лигата на нациите одиме еден чекор напред после дебаклот со Фарските острови. Како продолжуваме Дргутов понатаму? Па навистина прекрасен гол на Барди и навраќајќи се наназад, дури не можам да се сетам вака ослободен удар. Ефектно Некој да постигна гол, а можеби и сеќавањето ми е слабо, можеби имало, ме носите емоциите, меморијата на гол постигнат директно од корнер на Артем Шакири во Саутемптон против Англија, но она што Барди го направи против Ерменија, кога де факто ја урна ерменската репрезентација, ерменската екипа, а и кога бевме во ситуација се играш помалку, секако е момент, миг за паметење, еден убав фудбалски миг, зборувано со фудбалски речник. Апсолутно, после тоа Миовски само запечати. Добро изигра Македонија на вчерашниот надпревар, иако останува релативно добро, иако се борбе. А честитки за фудбалерите, значи честитки за борбеноста, честитки да се истраете со 10 на играчи да се успее да се дојде до неопходните, значи во секој случај на победата не треба да се гледа во зави. Победа е победа, иако реално од другата страна Македонија немаше некој силен противник, тоа го покажуваат и коментарите на фудбалските аналитичари во Македонија, кои во никој случај, ретко кој се осудува да ја омаловажи нашата победа. Прочитав еден интересен коментар кој што нели на социјалните мрежи, на сите оние спортски портали, Фудбалска федерација имаше исто објавено, ќе зборнеме за тоа, вика на мртов индијанец му извадивме нож. Не, можеби е така, но можеби престрого, не. Пак ќе повторам, победа е победа. Така. Македонија, ако не играше добро, не играше сигурно лошо на овој надпревар, иако овде заслугата, лично јас ако си земам за право да се сметам за аналитичар, никогаш не сум се сметал за голем аналитичар, сум позналеш на фудбалската игра, меѓутоа, мислам дека ерменците ни овозможија лесно да дојдеме до овој триумф со играч помалку и дека де факто надпреварот не го реши некоја специјална тактика на нашиот селектор Милевски, нити пак дојде до израз дека он има играч повеќе, што е просто неверојатно кога се во прашање така репрезентација како Ерменија, туку едноставно надпреварот го решија два индивидуални потези. На Барди рековме еден прекрасен лоп удар, банана шут со ефект каде што голман оста закопан, и вториот стрекна околност каде што Миловски покажа дека има мирис за гол меѓу тројца одбранбени играчи на Ерменија, иако анализирајќи го после тоа малку вака скромно, ако беа поспремни тројцата ќе го затвораа и ќе го блокираат тој удар. Во секој случај Миловски прекрасно го најде патот на топката. Остануваат бодовите, и што е најважно, останува Македонија во трката во Лигата на нации за првата позиција која што ни треба, која што ни значи. Така, тоа е најважно. Пред да продолжиме, значи на оваа тема, која што еве со овој вовет ја најавуваме, темата е македонската фудбалска репрезентација повторно. Јас должам, или ние должиме, едно голема благодарност до сите оние кои што ни напиша во пораки, во приватни, во коментари, на јавно, во однос на претходната емисија. Каде што имаше жестоки критики кон селекторот и благодарност до сите што не гледате, благодарност до сите што не поддржувате, благодарност за поддржувачите со тоа кликнување на subscribe и за лајковите кои што нас ни значат, ни даваат поддршка, нели на тој начин ни давате причина и мотив повеќе да сакаме да продуцираме и да зборуваме. Многу кратко ќе застанам само на еден од коментарите кој што вели конечно да има емисии каде што отворено ќе се зборува. Да, ви порачуваме од студиото на Скок дека отворено ќе зборуваме, без влакна на јазикот. Нити ќе поддржуваме некого, нити ќе критикуваме некого затоа што ние така треба, затоа што ние така гледаме. Тоа што ние го продуцираме е така како што ние гледаме, така како што гледаат многумина со кои што ни се јавуваат, комуницираме и едноставно бараат да го кажеме тоа што го мисли народот. Едноставно ние ја правиме емисијата за гледачите, да има различни коментари, различни видувања. Критиките се тука остануваат.
мислам дека со оваа победа на Македонија можеби малку се олабавува атмосферата, посебно за кај играчите и фудбалерите. Искрено, не е лесно да играш после реми со Фарски острови. Меѓутоа, и во минатото Македонија имала вакви блесоци. Значи, тоа е убав. Ние не треба сега да бегаме од реалноста дека Македонија изиграла 2:2 со Англија на гости, со Холандија нерешено 0:0, дека во Скопје сме ја победиле Република Ирска со 3:2, дека против европскиот првак Данска. Добро, јас се навраќам многу наназад пред 30 години. Најсвежо Италија, Германија, еве како веле сили во фудбалот. Под водство на последните два И селектора, секогаш се случувало, Ангеловски и значи ние сме Милевски. имале резултати против големи репрезентации. Парцијални резултати, поединечни. Така, ама сме немале завршница. Единствената завршница 2020 пласма на Европско првенство. Толку. За тоа Што? зборуваме. Тоа е. Каде тука застануваме? Значи, последниот ефект е далеку од нас, барем гледано временски, резултатски, околу тој пласман на некое големо надпреварување, зборувам Европско правенство, зборувам Светско правенство, за кое ќе се осврнеме, квалификациите ни се пред врата, или да речеме во Лигата на нациите, како што направивме исчекор, кога преку баражот, победувајќи ги Косово и Грузија, стигнавме до пласма на Европското првенство. Тоа се тие големи исчекори. Не се резултатите поединечни. Тоа е моментот, сакам да потенцирам, значи нема да ја затвориме оваа тема, всушност и таа е главната тема на нашата вечерашна емисија. Сакам да потенцирам дека повторно, после вчерашниот надпревар, значи повторно имаше лавина од коментари кои што, значи, народот не се задоволува само со победата. Бара повторно оставки од Милевски, бара оставки од конкретното фудбалско руководство, затоа што сака резултати. Тоа не е на јавноста, значи не е де факто проблемот ние како продукција Скок или како поединечни автори да се фаќаме како закачка дека некој треба да си замени дека слабо работи. Тој впечаток останува. Победата е добра. Појавувањето со тексти, со обраќање на претседателот Соедини не ја намалува неговата одговорност. Уште помалку може вистинските познавачи да ги залаже дека ете нешто се случило и македонската репрезентација со крупни чекори оди напред. Тоа не е таа ситуација. Ова е едно добро стабилизирање пред се на фудбалерите, еден добар чекор во групата на Лигата на нациите, меѓутоа до прва предстои ќе се осврнеме на наредните надпревари во Лигата на нациите. Народот сака пласман на европско, народот сака сон остварување на светско. Така е. Тоа е тоа што носи успех и пари. Милевски, немој да не правиш мајмуни, Сејдини доста веќе беше. Е само еден од коментарите кои што се наоѓаат на социјалните мрежи. Што да кажеме по повод тоа? Искрено, луѓето го кажуваат своето мислење, ние сме овде дел да пренесеме тоа што мислиме дека е интересно. Мислам дека повеќе се во право отколку што се во криво, иако тоа зависи исклучено од резултатите во овој квалификационен циклус во Лигата на нациите. Што ми е думата и што сакам да кажам? Со оваа победа против Ерменија, реално или не, нашите надежи се подгреваат дека можеме да бидеме први во нашата група во Лига С на Лигата на нациите. Тоа де факто значи дека надежите на позицијата во Фудбалската федерација на Македонија и на селекторската позиција се автоматски се продолжуваат до година до март. А случајно или не, редовното изборно собрание на Фудбалската федерација е исто до година во март. Сега ова не им одговара па на фудбалската опозиција. Овие резултати, меѓутоа, секој искрен љубител треба да сака Македонија да победува. Не треба ние заради Милевски или Сејдини и Метин, не знам да се радуваме на поразби. Тоа е нонсенс. Тоа не е реално. Беше само еден од коментарите што ги прочитав јас. Муаветот ми е дека не стивнува меѓу љубителите на фудбалот тоа дека сакаат Милевски да си замине. Значи на народот му е веќе дотука дојдено од вака еден резултат ќе направиме и сега ајде. Многу коментираат за тоа како он се смеел, како он ликувал, како председателот на Фудбалска федерација на официјалниот Facebook профил таму му пишуваат. Значи на самиот профил на федерацијата пишуваат. Тоа е нивна политика, најверојатно е погрешна, јас се согласувам со тебе, не е во ред така да се однесува. Не, муабетот ми е дали сега готово ќе издиша све, право направивме ние победа и сега. Наташа, значи за месец дена доаѓа два исклучително важни дуели во Лигата на нациите и мислам дека овој
релативно мирен фудбалски живот на нашата репрезентација, на селекторот, на председателот и на другите структури е продолжена за 30 дена. И тоа е добро, дај Боже да има резултати и во октомври. Меѓутоа во октомври имаме два надпревари. На 10 октомври имаме гостување на Летонија во Рига и на 13 октомври имаме гостување на Ерменија во Ереван. 13 октомври е денот на првиот надпревар кога е одиграна Словенија-Македонија. Ќе славиме јубилеј 30. Значи овие две гостувања де факто се сега ударната игла за сето ова што ден после надпреварот против Ерменија го продуцираат од фудбалската федерација. Сакале ние да признаеме или не, победата на синокешниот надпревар го остави Милевски така дали на, како се вика тоа, со газ маска, со цевче, со нешто, го остави во живот. Добро, го освежи се, реално да освежи, затоа што критиките не престануваат и од наша страна и од другите, меѓутоа победа со играч помолку, со црвен картон, апсолутно незаслужено доделен, премногу анализи имаше да не го троши за времето. Говорете, ама тоа е престрого. По сите фудбалски ниши не е престрого. Не е поентата во тоа. Поентата е дека со 10 играчи постигнавме 2 гола. Тоа не може да не се почитува. Иако за мене заслугата е 90% на играчите. Нити нешто имаше тактика. Не. Тоа е мое мнение како фудбалски човек кој ја гледа репрезентацијата и кој има право да го каже. Немаше нешто. Дури мислам дека ерменците, само дозволиме, ерменците изиграат толку тапа, тоа фудбалски се кажува, толку неинвентивно, да не речем глупаво, што едноставно кога велат стручњаците ќе играме толку колку што ќе ни дозволи противникот. Во овој случај Ерменија и дозволи на Македонија да и даде 2 гола за наша среќа. Тоа е добро. Меѓутоа ерменците играат катастрофално лошо. Имаше многу интересен еден момент каде што нели имаме повреда на фудбалер на почетокот. Чурлинов во прва минута се повреди. Чурлинов во прва минута паѓа се повредува самиот. Ако речи му посакуваме најбрзо што може за здравување. Има момент веќе вели пак зборувам, пак вадам еден од коментарите. Мене ми се интересни оние коментари каде што луѓето анализираат. Значи не плукаат само, не псујат, не прават. Анализираат. Само држи си думата. Тоа е добро за сите, и за репрезентацијата, и за играчите, и за нас. Тука нема белење и срам. Да. И значи човеков кажува, не е ни важно ни име или презиме во овој случај, вели ставен како резерва, кога се повреди Чурлинов, влегува Ќамили и вели ставен како резерва, па изваден и потоа кога влегуваат на местото на Ќамили измената што влегува и почнува да се поинаква слика да има репрезентација. Добро, тука има два моменти. Прво, кога се повреди Чурлинов на лежење минута 2, мора клупата да реагира. Ете, не мора селекторот, меѓутоа има асистенти, има аналитичари, има еден куп луѓе што седат околу него, требаше веднаш да се подготви таа измена. Чурлинов лезеше скоро 2 минути, после 2 минути беше скорнат од клупата Ќамили да го соблака дресот, да го облака другиот, па да ги мести штуците. Тоа е малку незнаење, како да кажам. Да, незнаење, ама годините поминати на не дозволуваат такво однесување. И ова е добронамерна критика. Ова не е плукање. Нема кому да се правдаме дали е критиката добронамерна или не. Немаме кому да се правдаме. Тоа се наши фудбалери, ние укажуваме на недоследностите. Поентата е дека не може да ние се повлечеме и да велиме сега Милевски е прекрасен. Ова не е прекрасен. Немаше ништо специјално во второто полувреме во однос на излегува вамо една фудбалерот на векот, излегува со изјава, значи, и кажува како доста веќе критики кон селекторот. Ја знаеме релацијата која е на Дарко Панчев и на Боби Милевски, нели? Приватната релација да речем и го правда. Значи, не држи вода сега. Јас не велам дека треба да земеме да го тепаме човекот, ама дека човекот после 7 утакмици ни прави победа, како селектор дојде до победа и сега ние, ајде Боби Милевски ќе го правиме херој. А не можеш Боби Милевски да бидеш херој со една победа над Арменија. Браво, честитки за тебе стоиш на клуба. Фудбалскиот живот не е еден ден. Значи фудбалскиот живот е циклус на надпревари, циклус на успеси, циклус на резултати, освојување на бодови во континуитет. Само еден класичен пример. Ако фудбалскиот живот се одржува со еден надпревар, јас мислам дека Драган Стојковиќ Пикси, селекторот на репрезентацијата на Србија, треба да биде доживотен селектор.
Ја однесе Србија на европско и на светско првенство со победа над Португалија тамо во Лисабон и не знам во Катар ги победија португалците, на европското не се сеќам како стигна, убедливо стигна. Гледате што се случува, колку жестоки критики има на тие постигнати резултати. Значи имаме ексклузивни снимки од наши луѓе, да не речам, не е важно кои што беа на надпреварот да го гледаат во живо. Србија, Шпанија. Така, кои што беа да го гледаат во живо. Дел од продукција Скок се луѓето. Каде што, па да, ама не сакам да спомнувам имиња сега, не се уште официјално нели влезени, со имиња и презимиња да ги експлоатирам, нема потреба. Каде што гледаме што му прават на Пикси кога излага на игралиште на стадион. Значи, сите тие што беа дојдени, а не беа во многу голем број, подоцна малку секунд. Значи, свираат. Вчера сме сведоци, синоќа сме сведоци на тоа ладно време, на тој дожд што беше, иако ја не верувам дека малобројната публика на Градски вчера беше поради лошото време. Градски знаел да врне и да истора, значи го постои бојкотот. Значи фудбалскиот живот треба да запамтат сите кои се во репрезентацијата, вклучувајќи ги фудбалерите, не е еден ден. Автоматски кога се играа овие квалификации за Лигата на нациите, се играат квалификации за пласма на светско првенство во Јужна Америка. Играат 10 репрезентации. Во еден изден, што не се случило 100 години наназад, изгубија и Бразил и Аргентина. Таму се прави фудбалска револуција од критики, каде што на бразилците де факто им виси пласманот на светското првенство во Америка, Мексико и Канада, а замислите, од 4 репрезентации сега одат 7 директно. 7 директно одат, 6 или 7, не сум сигурен, седмиот игра бараш, еве 6 нека се 2+. Од Европа се 3+, бидејќи 48 ќе играат, од Јужна Америка се 2+. Значи нема милост во фудбалот, не за Милевски. Нема милост за селекторот на Аргентина и на Бразил. Тоа е фудбалот, тоа е вистината. Ми се наметнува како прашање. Еве го Бобе Милевски, кај да е, ќе го испратиме. Ќе си оди. Значи ќе го сменат, ќе си оди, нема резултати. Дај Боже нешто нека направи, нека не пласира сега на европско првенство или на светско, па нека остане ако се оправи. Да не бегам од прашањето. Има ли, независно кој ќе биде селектор, не е важно кој ќе биде селектор, има ли Македонија играчи, негдека расејани по Европа или по светов, или овде кај нас, кои што можат да направат добра репрезентација, кој што може пак да не однесе на некоја голема надпреварување? Имаме ли играчи? Шансата е пред нас. Меѓутоа, пак ќе кажам, со овака констелација, со овакво занесување, дека еден надпревар добиен, не носи горе, високо, дека се е веќе средено, дека сега ќе функционира тоа помачкано, дека ние ќе ги изгазиме и арменците и летонците на двете гостувања во октомври. Ја лично посакувам тоа, ама не верувам. Еве, реално не сум оптимист. Зошто? Затоа што кај нас никогаш не се работи во континуитет. Лесно е да излезе и најлегендарниот фудбалер на Македонија. Имаме 20 легендарни, да не ги спомнувам, кои никогаш не седеле еден до друг, што кажува Атанас Костовски Таско. Дарко Панчев и Горан Пандев никогаш не седнале еден до друг. Тоа е дигресија за друга емисија, за да знаат за кого зборуваме. И едниот критикува, другиот фали. Чекайте сега, значи тука нешто не штима у целата работа. А шансата е пред нас. Никој нема да критикува доколку бидеме први во групата, влеземе во плейофот на Лига на нации и до година во циклусот на квалификации за светско првенство успееме да бидеме втори во групата. Први тешко, покрај Германија и Италија. Можеме ли? Имаме ли со овој капацитет, мислам не. Треба реални да бидеме. Со овој капацитет на фудбалери? Па мислам дека и фудбалерите се далеко. Значи, селекторот еве не го гледа. Не е важно кој е селектор. Фудбалери дали имаме? Тоа прашувам, дали имаме фудбалери или се занесуваме само? Значи, споредувајќи ги репрезентациите кои сум ги гледал, кои сум ги следел, споредувајќи и ова репрезентација, имаме можеби костор од 4-5 фудбалери кои се премалку за силна репрезентација. Со добар голман како Столе Димитриевски, со релативно афирмирани и добри. Добро, али голман. Тука малку почнуваме да манькаме, значи тие што ни биле костурот, нели, кои Столе Димитриевски, Барди, Елмаз, веќе и они не се. Алиовски е веќе подзагубен. Не може да се врати човекот. Мислам. Тука тоа ми е прашањето. Миловски е во некоја нагорна линија.
Бабунски исто добар. Ајде нека остане. Треба за добра репрезентација требаат 15 фудбалери, 5 се малку. Другите не сакам никого да навредам, да не бидеме погрешно сватени. Тие не се случајно во репрезентацијата. Сигурно голем дел од нив се подобри од тие што не се земени. Ајде. Еве да веруваме. Не се сложуваме, ама ете, релативно е тоа. Ама капацитетот е тој. И малку е тоа. Прашање до гледачите. Пишете ни, дали Македонија има фудбалери, независно за селектор видовме каков ни е. Дали Македонија има фудбалери да оди на големо надпреварување уште еднашка? Кои се? Зошто се не се земени, ако не се земени, од овие што се земени, кои се тие? Како што почнавме, така да ја привршуваме и оваа емисија. Еуфоријата после вчерашната победа на Македонија над Ерменија е вадење нож на мртов индијанец. Што направи? 10 септември ја победивме Ерменија со 2:0 во Скопје, претходно на 7 надпревари немавме победа. Исто така Ерменија победивме некаде година дена наназад. За месец дена, 10 октомври, ни доаѓа гостување на Летонија во Рига. Ова е клучот на се што треба да доаѓа и да следи и да биде тема мета на коментари. Се друго, освен победа против Летонија во Рига на 10 октомври и победа против Ерменија во Ереван, најверојатно на 13 октомври, денеска сме 11 септември, е успех. Било каков друг резултат е неуспех, не сакам да кажам тотален неуспех, колапс и треба да се прави метла во ФФМ. Дај Боже да успееме, зошто? Затоа што последните два надпревари ги играме во Скопје како домаќини против Фарските острови и против Летонија, и тоа се добри два надпревара, доколку овие првите два ги победиме на гостувањата, да бидеме први во нашата група во Лигата С од циклусот на Лигата на нациите. Тоа е успех. Сето друго е неуспех и за селекторот, и за раководството, и за репрезентативците предводени од 20 капитени Барди и Столи Димитриевски. Празните трибини на градски на синокешниот надпревар или тие малкуте публика што беа дојдени, доволно зборуваат се. Доволна порака праќа народот на ФФМ, доволна порака јасна и гласна му праќа на Боби Милевски. Ја испративме и ние нашата порака и на претходната емисија, еве и во вечерашната емисија. Даваме поддршка за успех, даваме поддршка за фудбалерите, даваме поддршка за резултати. Сакаме да одиме на европско, сакаме да одиме на светско. Можеме или не можеме? Ајде да видиме. Нешто што по мене мислам дека е сигурно, ќе се сложиш и ти со мене, е дека ќе мора изгледа да се помириме, дека Боби Милевски ќе го погледаме уште малку додека не заврши овој циклус од овие надпревари што претходно ги спомена. Ајде да видиме. За жал или за среќа, ама ајде и тука да не бидеме 100% сигурни. Ајде Боби, победи ги Летонија во Рига и Ерменија во Ереван. Па да ти дадеме поддршка. Еве го ачикот на маса. Затворени ја устата на сите, бараме победа, селекторе. И пласман. Бараме да одиме на европско, бараме да одиме на светско. 48 репрезентации, квалификациониот циклус за светското првенство Америка, Мексико и Канада почнува во март 2025 година. Тоа се 6 месеци од овој момент. Не се многу, не се премногу. Така е. Боби Милевски, ФФМ, сакаме да го видиме градски полн. Ако имаме победи, еве предизвик, да го видиме градски полн. Тоа е желбата на сите нас. Така е. Бидете поздравени, ви благодариме што бевте со нас и во ова вечерна емисија. Притиснете subscribe, претплатете се на нашиот канал, тоа вас не ве чини ништо, нас ни давате поддршка за да знаеме дека ви се допаѓаме или пак не ви се допаѓаме. Пишете ни во коментар што мислите. Одиме понатаму. И ние грешиме, ама најверојатно нема кој да не смени. Да.